Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на Бушкаров Македонија. Јас сум Филип, јас сум инструктор при Бушкаров Македонија, а во ова видео за прв пат го имам за гостин со мене јуниор Бушкаров инструкторот, мојот син, кој се вика како? Натан. Натан. Со Натан денеска ќе ви демонстрираме како безбедно да се користи ножот, кои се неговите делови, какви се различните видови на ножеви кои тој ги има и со кои ракува веќе некоја година. И тој ќе ни биде главниот презентер денеска. Натан, прво пред да ги извадиме ножевите. Ножот што е, а што не е ножот? Ножот е алат. Ножот е алат, А не е играчка. а не е играчка. Така што прво нешто што сите мора да знаат дека ножот е алатка, ама не е играчка. И сега ножот кога го користиме? Кога има родител, Кога има родител. Значи второто важно нешто е дека ножот никогаш не смееме да го користиме кога нема присуство на возрасен околу нас или родител. да. Добро, браво. Натан, ножот ти дали го вадиш сам или првен треба да прашаш некој? Првен треба да прашам. Да ме прашаш? Што да ме прашаш? Дали може да го отворам ножот? Дали можеш да го отвориш? Така. А ножот каде го отвараме? Каде го користиме ножот? Надвор, а не дома. Надвор, а не дома. Значи, исто така е најважно тоа што Натан само сега ви го кажа, дека ножот не го користиме дома, туку го користиме надвор во природа и единствено го вадиме ножот од ташничето и од футролата само тогаш кога ќе добие дозвола. Така? Да. Ајде сега извади твоите два ножа од твојот прибор, од твоето ташниче. Инаку е survival китот на Натан, има повеќе нешто, но сега ќе ги извади двата ножа. Може да ставиш тоа така. Ташничето, затвори си. Браво. Океј, сега Натан има два ножа. Едниот нож го доби кога имаше 4 годинки, мислам. 5. Скоро 5. Да. Да. И тоа е твојот прв нож. Ајде, покажи го твојот прв нож. Што марка е овој, знаеш? Да. Што е? Опинел. Опинел, така реклама за Опинел. Сега кога веќе имаме нож и кога седнуваме да го користиме ножот. Што е прво и најважно што мора да провериме? Дали има човек околу нас? Дали има човек околу нас и како проверуваме дали некој е доволно близко? Вака. Така, значи ако можеш со рачето така да направиш и со ножот, не можеш да го закачиш. Значи толку треба да биде минимално растојанието, така? Додека работиш, ако некој се приближи до тебе, што правиш? Треба да го тргнам ножот и да престанам да делкам. Ето така, браво тате. Сега, овие два ножа, што е разликата помеѓу тој и овој? Овој која фирма е? Во е Моракнив. Овој Моракнив, тој е Опинел. А Натан, сега која е разликата помеѓу твојот прв нож Опинел и овој што го доби на 6 години за првачен Моракнив? Какво е оваа сечило? Фиксно. Ова е фиксно сечило, Да. така што значи сечилото не се поместува, не се мрда, а тој каков е Опинел? Со какво сечило е? Со преклопно. Значи тој е на преклоп, така. Добро, и сега Натан ќе покаже првен како се отвара безбедно нож на преклоп, така. Добро. Ајде ќе го оставиме мора тука. Со раката со која го користите ножот, Вака така. требаше. Значи со таа рака се држи одоздола дршката. Следно што треба да направиме? Да го отклучиме. Значи кочницата ја завртуваме, како што има овој кочница. Добро, следно што правиме? Го Вадиме сечилото. да, Добро, и го фаќаме тука повторно треба да ја. да го закочим. Добро, и како се држи убаво нож? Со топаница. Значи рачето мора да биде како тупаница, така? Добро. И сега, кој дел од сечилото го користиме за кога сакаме силно да запнеме да сечеме? Кој дел од сечилото го користиме? Блиску до дршката. Значи блиску до дршката го користиме тој дел, а не го користиме врвот. Зошто? Ти може? Зашто може да се
Да се накриви Накриви и ножът. да ни лизне ножот, Да. така. А најсилно и најмногу сила имаме кога користиме овој дел на ножот, така. И овој е првиот нож на Натан кој има за заоблен врв, така, за да не може да се повреди така. Океј, ај сега тате да го собереме тој нож, повторно како правиме? Го држиме со тоа раче, го откочуваме, со дланката го преклопуваме, полека, браво, и одново го закочуваме, браво така. Стави го во ранчето и сега ќе покажеме како безбедно се работи со морак ниво, така? Браво, татеш. Сега, кога работиме со нож, не е задолжително, но препорачливо е да имаме ракавици, така? Да имаме кожни ракавици кои ќе ни помогнат да имаме подобар фат и некогаш ќе ни помогнат да не ги повредиме прстињата, така? Ти имаш твои ракавици кожни? Да. Браво, ајде да ги ставиме. Добре. Браво. Океј. Сега го взимаме ножот кој има футрола, го взимам со футролата, така? Да. И првен како проверуваме, Дали има... ајде провери. Можеш да ми исечеш? Малку вака понастрана ќе седнам, така? Да не можеш да ми исечеш. И сега, пред да го, значи прво проверуваме, пред да го извадиме од футролата, кога ќе видиме дека нема никој околу нас што би можел да го повредиме, како седнуваме? Треба да седнеме на крајот, вака? Да. И го отвараме ножот. Добро. Футролата ќе се оставиш таму, мојата футрола е на кајшот и затоа нема. Така? Како правиме убав фат, така со тупаница околу ножот. Сега, многу луѓе кога ќе земат нож или многу деца, посебно прв пат кога држат нож и сакаат нормално да делкаат гранчиња, да прават колчиња, ние правиме закачалки, еден куп други работи, го земаат ножот и пробуваат да и вака да делкаат. Тоа не дека не функционира, но тоа е небезбедно и неправилно. Постои триаголник, односно нешто што мора да го избегнуваме за да не може да се повредиме и како седнуваме со гранчето или дршката што ја сечеме, кај треба да ја насочиме? Надоле. Надоле на кај земјата, така? И што треба со ножот да внимаваме? Ножот никогаш да не ни биде тука, за да не се исечеме на ногата или да не ни се откачи па да се исечеме вака ако сме тука и може да се исечеме тука, а тука е едно од најопасните места каде што може да се исечеме. Затоа секогаш кога сечеме со ножот да бутка на кај земјата, но секогаш да биде пред колената, така? Да. Значи се навалуваме напред и со ножот према земјата и гледате натам кој дел на ножот го користи. Значи тој дел кај што има најмногу сила и најмногу може да се запне, така? И секогаш каде? На кај доле, така притискаме надолу. Ете така, право. Значи притискаме да го делкаме дрвото надолу. Да никогаш не може ножот да заврши тука или во нозете. Секогаш да биде на кај земјата, така? Ајде покажи и секогаш да биде ножот да оди пред колената. Да. Ајде. Изделкај неколку пати. Браво. Добро, браво. Сега видовте натан како ракува и како делка со ножот. Сега, освен овој начин кој е над пред колената и кон земјата, има и друг начин кога тате би сакал да го делкаш оваа дрвце. Исто така, кој е начинот на која страна? Браво. Да. Значи, вториот начин е кога седиме и со таа рака која сечеме на таа страна, значи ако јас сум деснучар и Натан е деснучар, на десната страна и делкаме подалеку од нас и од нашето тело, така? Можеш ти така да делкаш? Да. Браво. Значи не постои никаква опасност да било кој дел од телото
биде засегнат или биде допрен од сечилото. И последниот момент или последниот начин е на колена, тој јас ќе ви го покажам. Значи, кога клекнуваме на колена и кога повторно пред нас, ако нема кај да седнеме, повторно пред нас делкаме. Значи, тие се трите начини за почетници кои може да се користат за делкање на дрвца, за правење разни изработки од дрво. Така да? Да. Браво. Сега да го собереме ножот, значи го ставаме тоа што сме работеле. Браво. И последната лекција. Добро, тате, сега кога завршиме со делкање, после може да делкаме пак, што правиме со ножот? Каде го оставаме ножот? Во китот, од кај што го земевме на местото, кај што стоеше. Кај што стоеше, така. Зошто не го оставаме ножот тук? Зашто некој може да не го види и да седне. Да седне врз него или може некој друго дете Да седне врз него. или го земе, така? Да. без наше знаење. Затоа мораме Или може да се изгуби. или тоа ме текна, може да го изгубиме ножот, а ножот не е многу вреден. Затоа ножот секогаш го враќаме во приборот, во китот, од каде што сме го извадиле, така? Да. Океј, врати го ножот и со тоа ќе го одјавиме нашето видео. Супер, тата. И како ни е сега нашиот поздрав, да им кажеме, ако ви се допаѓа тоа што го гледавте, следете не, ќе има повеќе содржини со Натан и повеќе инструкции со Натан. Поздрав и Останете будни. останете будни.